Почитувани представници на медиумите, по месеци интензивна работа и поминување на низ неопходни, за жал, административни и правни процедури, конечно стигнавме до одлука со која го решаваме деценискиот проблем со паркирањето во кругот на клиничкиот комплекс Мајка Тереза во Скопје. Ова прашање го најавивме, знаете, како еден од првите приоритети на Министерството за здравство, но чие затварање беше условено со сложени постапки, административни постапки и усогласување помеѓу институциите. Со последната одлука на владата, донесена на седница во вторник, оваа работа добива јасна институционална рамка и се отвара патот кон трајно решение во интерес на пациентите и сите вработени во комплексот клинички центар Мајка Тереза во Скопје. Станува збор за одлука за давање под закуп на недвижни ствари со непосредна спогодба со град Скопје заради организирање, управување, уредување и одржување на паркиралишта во просторот на комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Во следната фаза, град Скопје ќе започне со проектирање и изградба на катните гаражи и инфраструктурно уредување. Договорот ќе биде склучен на 15 години со закупнина во висина од 10% од вкупно остварениот промет и со него овозможуваме модернизација и значително зголемување на капацитетите за паркирање во клинички центар Мајка Тереза во Скопје. Со оваа одлука се овозможува просторно доуредување и изградба на катни гаражи во рамките на нашите заложби за дигитална трансформација и дигитализација на инфраструктурата. Исто така предвидуваме комплетен мониторинг на паркирањето, при што ќе бидат поставени информативни табли, а ќе има и посебен дигитален водич кој ќе ги насочи граѓаните за паркирање. Исто така предвидено е урбано хортикултурно уредување на просторот со зеленило, пешачки патеки и лет осветлување. Исто така ќе биде имплементиран и така наречен паметен паркинг систем со интегрирани сензори на секој паркинг место за детекција на слободни места, со камери со автоматска регистрација на возило, со мобилна апликација за реално време, за резервации и уплати, исто така како и поврзување со фискален систем и со управување на системот. Нашата визија е здравството да функционира не само во операционите сали, туку и во логистиката околу нив. Денес го правиме токму тоа. Паркингот може би изгледа како мал чекор, но редот започнува токму од вакви чекори. Бидејќи со години илјадници луѓе го започнуваат своето лекување со нервоза, со неизвестност и со хаос пред рампите на клиничкиот центар. Тоа не е само проблем со паркингот, тоа е чувство дека системот не функционира. Пациентите заслужуваат ред, достоинство и функционален систем. Решавањето на проблемите со паркингот не е дел од пошироката трансформација на здравствениот систем. Се движиме од хаос кон систем, од импровизација кон дигитализација, од застој кон одговорност. За крај, ќе бидам јасен, времето на одложување на проблемите заврши. Ова е нова култура на одговорност. Благодарам многу.